Независност, самостојност, самобитност, сувереност. Колку убаво, величествено и гордо звучат овие зборови, кои се длабоко вкоренети во големиот ден што денес го славиме. Овој ден за некого беше само недосонуван сон, а јавето на македонската независност имавме среќа да го видиме и почувствуваме токму ние сведоците на случувањата кои го одбележаа овој историски чин. Овој ден не само што е вреден за паметење и чествување, туку спаѓа во големото тројство на македонскиот времеплов, заедно со Илинден 1903 и Јасно 1944 година. Може би затоа денот на независноста на нашата татковина многумина го нарекуваат третиот Илинден. На 8 септември 1991 година се случи тоа што беше копнеш на Делчев, Карев, Гули, Тошев, Сандански и на многумина нивни истомисленици и револуционери. Се случи тоа кое беше стремеш на Ченто, Брашнаров, Мучето, Рацин и на уште многу значајни и незначајни борци кои беа силно возлюбени во родната грудка. Се случи тој 8 септември, за да биде премостен на најдобар можен начин јазот помеѓу минатото и днината во услови на воено и тензично распаѓање на поранешната Социјалистичка Федеративна Република Југославија. И конечно се случи тој 8 септември, за да го добиеме тоа што со векови сме го заслужували. Во таа по многу нешта турбулентна 1991 година, на 25 јануари, првиот повеќе партиски македонски парламент ја усвои декларацијата за независност, за потоа на денешен ден, пред 28 години, успешно да биде спроведен историскиот референдум на кој македонските граѓани недвосмислено се изјаснија за самостојна и суверена држава. Од граѓаните кои излегоа на референдум, дури 95% позитивно се изјаснија за самостојност на својата татковина. Веста за позитивниот исход на референдумот на собраните граѓани на Скопскиот плоштад прв им ја соопшти првиот претседател на нашата земја Киро Гligorov, кој беше заедно со првиот македонски премиер Никола Клюсев. Наславието кое траеше до раните утрински часови му немаше крај. Така стартуваше приказната за сите подоцнежни подеми и падови, за сите радувања и тагувања, за сите премрежја и надежи низ кои поминуваше и поминува оваа наша земја во овие изминати 28 самостојни години. Треба да се знае дека 10 денови по референдумот на 18 септември 1991 година беше и формално потврдена волјата на народот за самостојна држава со усвојување на декларацијата за прифаќање на референдумските резултати од страна на членовите на Македонското собрание. 2 месеци подоцна, на 17 ноември, беше направен еден од клучните чекори за зацврстување на државата, а тоа е усвојување на новиот македонски устав. На 8 април 1993 година дефинитивно беше потврден и меѓународниот правниот субјективитет на државата, кога со акламација на Генералното собрание на Обединетите нации нашата земја беше примена за 181 полноправна земја членка на Светската организација. Од тогашниот Фиром до денешна Северна Македонија, татковината и нејзините граѓани поминаа тежок пат, исполнет со неизвестност околу нашите евроатлантски интегративни процеси, кои беа попречувани поради 2,5 деценискиот отпор со нашиот јужен сосед околу нашето уставно име. Се чини дека и покрај внатрешните политички проблеми со кои се соочува земјава, нештата на надворешен план доживуваат прогресивно придвижување, па стремежот кон нашите интеграции во НАТО и ЕУ добиваат реална основа за достигнување. Оптимизмот е тој
што треба да не крепи. Со надеж дека во следните одбележувања на Денот на независноста ќе зборуваме за реални значајни исчекори кои ќе испишуваат нови убави страници во нашата заедничка историја. Дотогаш, нека ни е честит и вековит Денот на македонската независност. Благодарам.